Одржувањето на седницата на Советот на општина Кочани беше прва поголема активност по подолг период, што се случила во просториите на некогашниот спомен дом Аснум, каде до пред неколку години функционираше правниот факултет, кој пак беше во состав на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Она што веднаш падна во очи е дека токму поради седницата објектот беше доведен во употреблива состојба, односно тревникот беше искосен, внатрешните простори дезинфицирани и исчистени, а салата средена. Сепак, тоа е впечаток на прв поглед. Она што не можеше да избега на објективот на камерата е дека салата, но и придружните простории во Аснум постепено се руинираат. Кровот протекува на повеќе места, а најзабележливо е токму во големата сала. Отвор на таванот, токму над главите на присутните на седницата, зјае поради влијанието на врнежите од дожд и снег во изминатите неколку години, откако факултетот не работи. Оштетување на таваните и ѕидовите од влага има и во другите простории. Очигледно е дека времето го прави своето и неопходни се итни интервенции за да се спречи на тамошно пропаѓање на овој капитален и важен простор. Најавите дека се планира седниците на Советот на општината да се одржуваат токму овде, веројатно можат да придонесат колку толку состојбата да се подобри. Едноставно, за да се создадат барем минимални услови за работа. Веројатно, за тоа нема да бидат потребни големи финансиски средства, барем во оваа фаза додека не е предоцна. Никој од граѓаните, а секако и од општината, не би сакал Аснум да се врати во истата состојба како пред 10 години, кога беше претворен во јавен тоалет и место за исфрлање отпад. За сега потребни се малку повеќе желба и залагање за да се спречи негово натамошно распаѓање. Редовното профункционирање пак ќе го обезбеди преостанатото.